Светите браќа Кирил и Методи се македонската светлина, нашиот прозорец кон светот и непроценливо богатство на Македонија. Писменоста е насилното оружје кое може еден народ да го има против незнаењето, а словото е светлината на народите, вели председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски. Свето и денеска милениумското дело на светите браќа Кирил и Методи, кое остава неизбришена трага врз развојот на македонскиот и останатите словенски народи, порача Мицкоски. Тоа што светите браќа успеале да го направат пред повеќе од еден милениум, само покажува дека можеме и мораме и денес да се носиме рамо до рамо со останатите европски народи и заедно со нив да придонесуваме кон градење на европска иднина. Многу народи се благодарни на делото на Кирил и Методи и влијанието кое тоа го направило во светот. А ние мора да бидеме горди чувари на нивниот завет. Безпредметна, ограничена и несуштинска е дебатата кому му припаѓаат светите браќа Кирил и Методи. Ирационална е политиката на источниот сосед, која сака силно да го затресе темелот на кој се потпира македонската држава и народ. Затоа навистина е безпредметна и иако можеби на моменти емотивна, сепак ограничена и несуштинска дебатата чии се светите браќа Кирил и Методи. При тоа, знаејќи го и целосно уклонувајќи се на големината на нивното просветителско дело и габаритот на нивниот милениумски завет. Тие, драги пријатели, браќи и сестри, му припаѓаат на цивилизираниот свет и ние како нивна колевка, како и земја и народ, од кој потекнува тоа семе. Овие просветители целосно се согласуваме да се слават од сите народи во цивилизираниот свет на кој му подарија слово, букви, писменост и просветление. Но воедно, дозволете да бидам подеднакво гласен и да не се согласам со ирационалноста на политиката на источниот сосед, кој негира секаква наша поврзаност со овие свети браќа и нашето човечко и цивилизацијско право да се потпираме на нивното дело и да полагаме право на нивното наследство. Во тие нивни негаторски политики не само што нема никаква историска подкрепа, туку се повеќе станува очигледно дека нема темел на кој се потпира оваа наша Македонија и народ кој не сакаат силно да го затресат. Без национална стратегија ја губиме и културата и археологијата, го губиме и јазикот, вели актерот Зоран Љутков. Потребно е враќање на македонското национално достоинство како основа за нашето постоење, дополнува Љутков. Патриотизмот на 21. век треба да одговори на предизвиците од своето време, да биде континуитет на поставените темели. Нематеријалната култура е стожерот на нашиот идентитет. Македонскиот јазик, нашата писменост се најзначајните репрезенти на нашата земја. Создавањето на старословенското автономно писмо и глаголската и кириличната азбука е историски настан од исклучителна духовна, обштествена, политичка и културна важност. Не смееме да подклекнеме пред плановите да се наруши единството и да се промени уставот на Македонската православна црква Охридска архиепископија, е пораката од свечената церемонија на ВМРО ДПМН во црквата Свети Софија во Охрид.